Добар ден, отворено студио, речиси од 12 часот. Топ тема бегството на Груевски во текот на претпладневниот дел пристигна неговиот Facebook статус дека наводно од Будимпешта или се уште неизвестно од каде го напишал Facebook статусот со кој во Унгарија ќе бара политички азил. Тоа е вест која засега од ВМРО ДПМН никој не ја коментира, до толку повеќе што се одржа две пресконференции на помладите говорници и се надеваме дека ќе добиеме некаква реакција од седиштето на опозицијската партија, чиј почесен претседател е Никола Груевски. Во студиото зошто избега, кој е виновен, дали можно да биде амнестиран, од кого, на каков начин е пропуштена шансата да биде обезбеден Никола Груевски. Дали во желбата за редуцирање на притворите судиите се уплашија и не изрекуваат мерки на притвор наспроти мерки на предпазливост, вклучувајќи го и Никола Груевски. Во студиото се Маргарита Цаца Николовска, долгогодишен судија и во Врховниот суд и во Европскиот суд за правда и универзитетскиот професор од Тетовскиот центар Беким Кадрил. Најпред Кочан Цаца да ви се заблагодарам што одвоите време во овој динамичен ден во кој меѓу другото примате и награда 13 ноември, годишна награда на Скопје. Честитки од моје име. Благодарам многу. Сега ви предлагам заедно да го проследите мотивот за оваа дебата. А мотивот е првичната реакција на МВР дека и на Шекеринска дека вината за бегството на или не пронаоѓањето на Груевски лежи во неизекувањето мерка притвор од страна на судиите. И вината е од нив двајца е лоцирана во правосудните, односно судските органи. На тоа експресно реагираше во специјално интервју за Еден телевизија председателот на Кривичниот суд Иван Джолев. Еве ви најголем дел од неговите констатации во интервјуто со Игор Стефановски. Ја чув изјавата на министерот Спасовски и јас во еден дел со министерот се согласувам. Значи, Министерството за внатрешни работи точно е дека постапува согласно наредбите и решенијата кои што ги носи судот. Меѓутоа не треба да заборавиме дека постапува и согласно наредби кои што се даваат од страна на обвинителството, меѓутоа и само иницијативно, нели, кога станува збор за сузбивање на криминал или спречување да еве како во конкретниот случај некое лице без пасош нели ја напушти нелегално државата доколку се испостави дека такво нешто се случило. Интересен е тука моментот бидејќи токму пасошот на поранешниот премиер Груевски е кај вас во судот. Тука во вашето списите, па веројатно е на нелегален начин напуштена државата од страна на премиер, тогашниот премиер, односно екс-премиерот Груевски. Имавте ли вие некакви сознанија, бидејќи тој веќе бара политички азил во Унгарија? Какви ќе бидат еве постапките да ги имаме од прва рака во Кривичниот суд? Збориме за оние постапки кои веќе се во тек и судеј. Пасошот на господинот Никола Груевски е одземен и дипломатскиот и неговиот личен пасош. Значи, два пасоша се одземени од господинот. Точно е дека е изречена и мерка јавување во судот. На почеток таа мерка во 2017 година, кога беше изречена во месец јули, колку месечини, кој што се сеќавам, таа на почеток беше определена нели јавување секој понеделник, потоа беше променета да истиот се јавува секој прв петок во месецот. Редовно се пријавуваш? Да, редовно се од она што јас го имам како информација, нели извршивме проверки, увид во таа евиденција, значи редовно се има јавувано секој прв петок во месецот, што значи на 2 ноември оваа година исто така се има јавено и до сега го нема прекршено таа мерка. Имаше ли индиции дека Груевски на овој начин ќе се даде во бегство
тој често доцнеше на судските рочишта. Во овие моменти политичкиот азил да не го заборавиме, каков ќе биде тука делот? Веројатно ќе се бара одложување, одвојување на постапката, раздвојување или судење во отсуство? Вака сега, најпрво сакам некои детали да ги појаснам и во врска да не заборавиме изјавата на министерот во делот за судот. Сметам дека тука не се согласувам со министерот дека вина има во судот. Сакам да ги појаснам надлежностите најпрво на судот. Определување на мерка притвор од страна на судот имаме исклучиво во ситуација кога тоа обвинителството го бара. Или по службена должност кога некоја мерка е прекршена од страна на лицето, обвинетото лице против кој се води постапката. Во случајот Тенк, од самиот почеток на подигање на обвинението до соопштување на одлуката од страна на обвинителството во ниеден момент не е побарана мерка притвор за обвинетиот Никола Груевски. Додека во истиот тој предмет по однос лицето осудениот сега Ѓоко Поповски при изрекување на пресудата кога од страна на обвинителството беше побарана мерката притвор, судот го определи. Во таа смисла, значи, уште еднаш ќе потенцирам, не може судот само иницијативно да определува мерка притвор. Тоа е секогаш побарање на обвинителството. Сакам да ве прашам, во делот чинам дека тогаш имаше специјалното јавно обвинителство исто така изјава во однос на тоа зошто не побара притвор. Има ли некакви други алтернативни мерки освен на тоа што се одземени двата пасоши, домашниот и дипломатскиот? Дали можеби му е обезбеден имотот на Груевски? Видете, пасошот на Никола Груевски, пасошите на Никола Груевски и мерката јавување е определена во предметот Титаник. По однос сега да се ограничиме на предметот Тенк. Во тој предмет немаме никаков предлог ниту за обезбедување на некаков имот, ниту предлог за некаква си мерка за обезбедување негово присуство. Да појасниме тоа СЈО треба да го побара. Да. Дали СЈО веќе побара распишување на меѓународна потерница? Видете сега, нели од медиумите беше нели проследено по медиумите дека осудениот сега бегалец Никола Груевски се тагнал од Будимпешта. Она што јас го имам како сознание е дека статусот е веродостоен, меѓутоа дали истиот линкот го воспоставил директно од Будимпешта или од Скопје или од некој друг град, тоа не можеме да го тврдиме. Тоа треба државните органи надлежни, нели, најпрво да го утврдат од каде е воспоставен линкот, дали станува збор за, како да кажам, преусмерување на истрагата и слично. Пазете, може да бегалецот и во Скопје. Не е исклучена и таа можност. Значи, тие работи треба да се утврдат и секако, откако ние ќе добиеме барање од Министерството за внатрешни работи, нели по нивни сознанија каде се наоѓа истиот, барање за распришување меѓународна потерница, ние таква дозвола судијата за извршување на санкции ќе ја издаде. Значи, да констатираме и да поставиме прашање, има ли сомнежи во судот дека можеби некој друг го напишал таквиот статус на Facebook профилот на Никола Груевски, кој што е јавен и е веродостоен од страна на интернет страницата, популарната социјална? Значи, судот не може да ги цени таквите наводи, сепак за тоа ќе повторам, надлежно е МВР, ПРЕЦ и НАЦ. Тука произлегува и дополнително прашање, односно да се навратам повторно на барањето на политички азил. Како би се одвивале тука постапките? Дали би биле во отсуство, дали би биле раздвоени, бидејќи има идентичен всушност случај во предметот со прислушувањето, каде што се обвинети Горан Груевски и Никола Бошковски. Тие веќе имаат два судски спора во Грција и конкретно бараат политички азил и им се суди за лажните пасоши. Каков историјат би имало тука конкретно со веќе бегалецот поранешен премиер Груевски? Па не би имал некој посебен коментар околу политичкиот азил. Знаете, колку што разбрав од медиумите, ако е навистина бегството случајно и бегалецот се наоѓа во Будимпешта, нема многу допирни точки помеѓу закани од убиство со политика, односно барање на политички азил.
Македонија, низ која што транзитираат голем број на мигранти, често пати, значи истите бараат да имаат некаков си политички азил и слично, тие често пати се одбиваат. Ова е сепак многу шпекулативно и сепак судот официјално не би сакал да се произнесува по однос тие шпекулации. Бидејќи се споменати заканите, може би прашањето би било по-веродостојно да биде адресирано до МВР. Сега што ќе ви го поставам, но дали некакви сте добиле писмени информации од страна на поранешниот премиер или неговиот адвокатски тим дека кон него има закан? Јас, значи, како председател на судот, не сум запознаен со такви закани по животот на господинот Никола Груевски. Тоа беше председателот на Кривичниот суд во Скопје, Иван Џолев, со нашиот Игор Стефановски. Нашиот репортер останува пред суд да ја собере информацијата каков ќе биде епилогот од денешната постапка во случајот Империја, каде што адвокатите на Камчев и другите притворени бара јавна седница и укинување на изречените мерки на заштита. Она што во овој момент го добивам, а тоа е дека во Министерството за правда, кое е надлежно да покренува официјална постапка за евентуална екстрадиција на Груевски, велат дека таа постапка ќе биде покрената откако ќе добијат известување од МВР дека лицето е лоцирано, па дури потоа треба да се комплетираат пакет документите, односно меѓународна потерница. Во студиото, како што веќе најавив, Маргарита Цаца Николовска, истакнат правник и долгогодишен судија во Врховен суд и во Европскиот суд за правда, и професорот Беким Кадрио. На што ви личи оваа своевидна политичко-правна рашемунијада? МВР до судот е виновен, судот до срејал. Очигледно дека има некои проблеми во одреденото постапување на сите овие органи кои што ги наведовте од една страна. Меѓутоа, факт е дека има и одредени проблеми во одредените нормативни акти. Мислам на Законот за кривична постапка и она што значи Европска конвенција за човекови права. Значи, членот 5 од Европската конвенција за човекови права го регулира правото на слобода и сигурност, меѓутоа упатува на законска постапка во состојба кога станува збор за лишување од слобода, во делот особено каде што вели поради неизвршување на законски налог на судот или со цел обезбедување на извршување на обврска пропишана со закон. Ако се оди тука во детали, точно би можело да се лоцира состојбата со која што се суочуваме сега. Меѓутоа, како што слушнавме и од председателот на судот, согласно нашите закони, фактички таквото барање за мерка притвор треба да биде поднесено од страна на обвинителот, од една страна, или во случај кога судот екс официо утврдува дека одредените други мерки на предпазливост не ја извршуваат својата функција. Значи, во оваа насока можеме да кажеме дека има одреден пропуст во легислативата, во смисла да се даде екс официо можност да и судот сам без одредено барање од обвинителство да поднесе барање за притвор. Зошто ова го велам? Ова го велам заради тоа што предметите согласно Европската конвенција за човекови права го третираат целокупниот период од моментот на судската постапка се до извршување на судската одлука, која што во дадената ситуација е упатување во затвор на издржување на казна. Значи, судот е тој или судијата е тој кој што треба да следи целокупно постапката во оваа насока. Ако е тоа така,
тогаш треба да му се даде можност на судијата да превзема некои акции кога има индици или кога тој смета секако со одредени аргументи. Сакам да рече дека судот бавно реагираше во овој распон од 3-4 дена дека треба да се пријави дека нема. Тоа е второто прашање за кое што немам одговор ниту од страна на обвинителство, ниту од страна на судот. Она што беше презентирано во јавност беше презентирано дека во петок е направен обид да му се врачи одлуката, согласно која жалбата му е одбиена, а дека во сабота и во недела нема да има никаква активност, па ќе се чека понеделник. Значи има информации дека, како што веќе најавува и министерот Спасовски, дека од четврток му се губи трагата на Груевски. Зашто тогаш петок, како ден кога тој требал да се јави во судот, колку што го слушнавме председателот на судот кој што кажа во петоците дека требал да се јави, ако не се јавил, не е превземено нешто во таја насок. Професор Кадрил, уште малку околу оваа димензија на контраверзите. Погледнете, лидерот на досегашната владеачка партија бара политички јас. Може индивидуално и легитимно право. Тоа е во време во кое во ден во кој почнува скринингот на Европската Унија за поглавието 24, а тоа е правда, безбедност и така натаму, а тој бара политички азил во држава членка на Европската Унија. Прашањето е и политичко и правно. Дали ние пропуштивме, што е знак дека нашите институции сепак се под диоптрија на неефикасност, и дали Европската Унија може на одреден начин да биде некаков медиатор дека не може криминалист да добие политички јас? Па еве, за првиот дел од прашањето што го поставувате, ние генерално имаме проблем со функционирање на нашата правна држава и тоа го знаеме, особено во делот на судството. Сепак за конкретниот случај, јас не би го вперил прстот на судските институции, вклучувајќи го и специјалното јавно обвинителство, зашто не побарале определување на мерка притвор или зашто судот не определил таква мерка. Знаете, ние сме држава која најмногу е искритикувана и од аспект на преширокото или преголемото применување на оваа вонредна мерка, крајна мерка, тоест притворот, и често пати се применувал, односно се определувал притвор кога не требало да се определува, и во тој правец, во конкретниот случај, сигурно обвинителството и судот ја имале предвид конкретната ситуација, ги имале предвид причините зашто притворот се определува и не побарале, односно судот не определил мерка притвор. И јас не би се вратил да ги анализираме сега тие одлуки на судот. Евентуално во новите постапки, односно во другите постапки што се водат против обвинетиот Никола Груевски, пошто сега е во бегство, мислам дека една од основните причини за определување на мерка притвор се исполнува и може да се изрече, и тоа би одело паралелно. Од една страна го барате за издржување на казна затвор, осудениот веќе, а од друга страна го барате исто така поради определување на мерка притвор. Јас ја гледам моменталната ситуација каква е. Значи имаме едно лице што е осудено со правосилна судска пресуда на 2-годишна казна затвор. Искористени се сите правни лекови за одложување на издржувањето на казната. И исто така би сакал дека, како и секое лице, и осудениот Никола Груевски, знаете, мора да му овозможите да ги искористи сите правни лекови што ги има според нашиот закон. Значи не треба да оставиме впечаток дека правото нееднакво се применува спрема определено лице, било кое, па вклучувајќи го и поранешниот премиер Никола Груевски. Со оглед дека се поминати сите, значи, правни можности за одложување на издржувањето на казната, значи он треба да оди, има упатен акт да оди на издржување, он побегнува во Унгарија и сега е бегалец од правдата, да речеме. И сега треба да ја видиме каква е ситуацијата моментална.
Значи, ако Министерството за внатрешни работи односно утврди дека тој е таму, стварно и бара политички азил, тогаш треба да се комплетира документацијата и да се бара екстрадиција. Ние за прашањето на екстрадиција може да разговараме. Имаме предмет на кој може да се реферираме. Значи имавме двајца обвинети кои беа во Грција, баравме екстрадиција, па се одби барањето за екстрадиција и под определени причини што за мене се неприфатливи, поради тоа што тие беа аболицирани, односно помилувани од председателот Иванов, меѓутоа тие одлуки беа поништени и поради тоа таа одлука за помилување фактички не постои, тие се поништени. И значи и во овој случај, ако имате барање за екстрадиција, тоа барање мора да се пренесе во Унгарија, па таму да се третира. Во секој случај, тоа барање сигурно ќе трае, пошто тие нема да ни одговорат на барањето без да одлучат за барањето на осудениот Груевски за политички азил. Сега тоа е клучната работа. Екс-премиер, без оглед што е осуден, бара политички азил за земја во која 10 години и повеќе владееш. Ако ја земам предпоставката дека се чувствувал несигурен при услови кога имал 6 бодигарди и така натаму. Што ќе биде веродостојно за политичкиот азил? Дека, да речем условно, имал безброј закани за живот, а Джоле вели не е пријавено тоа, ни од адвокатите, ни од него. Дека во држава владе тортура, антидемократија и така натаму. И дека Груевски ќе чека некои добри времења кога некој ќе се создадат условите да се врати, затоа што, цитирам, верење на каузата на Македонија. Баш од Будимпешта ме интересира на која кауза од Македонија. Цаца? Стварно се прашувам која кауза на Македонија се повикува господинот Груевски, имајќи во предвид дека он беше тој кој што изјави дека е спремен тој да оди на издржување казна, односно тој да оди во затвор, а сите други што учествувале во одредени, да кажам, действија кои што можат да се карактеризираат како кривични, дека тие да не подлежат на судски постапки и така натаму. Политичкиот азил, по она што јас го прочитав, односно Фејсбукот што беше презентиран во медиумите, не индицира одредени политички состојби. Повеќето се искажувањата на членовите на политичката партија дека постои некоја политичка тортура, отколку што тоа премиерот го кажува. Значи, ако тој сметал дека него животот му бил загрозен, постојат инструменти во таа насока да се действува од страна на државата. Имаме институции. И една друга дилема. Ако е ова точно, тој беше пратен. Да. Зошто одговорницата не станал и не кажал еднаш, видите, имам закани, нели? И барам од надлежните служби да ме заштитат мене и така натаму. Значи, ако има било каков притисок врз истиот, тоа можело да биде предмет во таа судска постапка или во другите судски постапки кои што се вршат, кои што се во процес. Во колку тој сметал дека во оваа судска постапка имало некакви проблеми, повикувајќи се на надлежноста на Европскиот суд за човекови права, ако сметал дека одредено право на фер постапка му било невозможено, тој можел тоа да го направи, имајќи во предвид во Страсбург, имајќи во предвид да постапката е правосилно завршена. Ние сега не зборуваме за судска постапка каде што тој е обвинет и треба да се донесе пресуда дали е виновен или не. Сега зборуваме за ситуација каде што тој треба да оди на издржување на затворската казна. Професор Кадрил, има една работа која сега се врзува за целокупниот сплет и след на околности со постапките во кои он е првоосомничен од прислушуваните разговори, на кои може да му следат
многу подрастични затворски казни од ова. Што ќе се случи? Дури и да е издвоена постапката или бега од во сферата на издвоена постапка, но што ќе се случи доколку сега во некој од постапките тој биде осомничен, биде детектиран како иницијатор, например, за делот на станите на 27 април, доколку, например, Чавков јавно призна дека добивал наредби и така натаму. Какви би биле реперкусиите дека он би требало да добие политички статус ако е инспиратор на еден својден државен удар, на едни политички дискриминаторски односи? Значи, две прашања се овие Да. посебно. Едното што го зборуваше судивката Цаца, и другото што го поставувате вие. Од аспект на другото прашање што го поставувате, значи, другите постапки што се водат против господинот Груевски, кој е сега во бегство, ќе си продолжат. Така, со тоа што тој моментално е во бегство. Тој е во бегство и евентуално можат да се донесат пресуди со негов изостанок. И тоа не е проблем. И такви ситуации има многу по нашите судови. И, например, случајот Монструм, ако не се лажам, се води за двајца од обвинетите на тој начин. Ако не се лажам, значи Да. немам конкретни информации. Меѓутоа, тоа што го спомнав на почеток, значи, сите правни правила што важат за сите поединци ќе важат и за овој конкретен случај. Значи, постапките ќе си течат. Единствено што сега бегалецот веќе го губи е неговото право на одбрана. Тој, значи, можноста да си се брани пред судовите не може да си го реализира пошто е во бегство. И може да се казни за во овие постапки што течат против него или за други постапки. Тој е во бегство, евентуално ако се врати во некоја блиска или подалечна иднина, ќе може да бара повторување на постапката. Меѓутоа, тоа е друго. Од аспект на барањето негово за политички азил, значи, не е работата дека неговиот живот бил во опасност. Туку тој ќе тврди дека постапките во нашата држава против него се поради неговите политички мислења, политички идеи. И на тој начин ќе бара политички Но тој не е азил. дискредитиран од јавниот живот, пратеник е, да, повелете. Пазете, Да. значи, вие имате две држави во конкретниот случај. Барањето за азил ќе се третира од институциите на Унгарија, ако има такво барање. И тие ќе го третираат. Џабе ние даваме аргументи кога тие може да имаат различен поглед на ова прашање. Да, меѓутоа- Исто како што судовите во Грција има различен поглед од нашиот поглед кон тоа прашање и ни го одбија барањето за екстрадиција. Конкретно, значи, најважна конвенција за прашањето на екстрадиција е Европската конвенција за екстрадиција. Во Европската конвенција имате изрична одредба според која државата може да го одбие барањето за екстрадиција ако едно лице е осудено поради политички причини или ако се работи за политички кривични дела. Проблемот е што е тоа политичко дело? Го толкува самата држава што го поставува тоа прашање, односно во конкретниот случај замолената држава. Значи, замолената држава, тоест Унгарија, ќе цени дали се работи за политичко дело, дали тој има политички прогон во нашата држава или не. Значи, ако ја знаеме ситуацијата во Унгарија каква е и да не се лажеме, и во Грција и Македонија, па и Унгарија не се институциите имуни на корупција. Значи, јас се плашам дека можно е во одреден период, во иднина, господинот Груевски да бега од институциите на правдата. Што мислиш, со што си замина? Со авион, со гепек, со Па не воз, знам, тоа не е моја. од Скопје, од Со друго воз место? сигурно не. Возот не Не, добро, тоа е функционира. мала- Не, мала- ја тука да, само би околување, додала. Значи, прво е прашањето што државата како аргумент би го понудила за екстрадиција врзано за евентуално политичкиот терор кој што наводно го имал господинот Груевски. Тоа е едната работа. И втората работа е што
другата држава, ако е во Унгарија, ќе прифати дека е како аргумент доволно за да се утврди дека Груевски политички бил малтретиран во оваа насока. А друго е прашањето во делот за Грција. Значи, Грција одлучи да не го екстрадира, да не ги екстрадира овие две личности заради претходната амнестија која што беше дадена. Тоа е повеќе од формално правен аспект кој што беше третиран во Грција, а овдека во дадената ситуација мислам дека Унгарија треба да даде аргумент зошто е политички малтретиран или кои се елементите за да му се даде политички азил. Тука има стандарди, не е тоа туку тек така државата сама да одлучи без да ги почитува тие одредени стандарди. Се спомна и Конвенцијата за екстрадиција, од друга страна правото на слобода на изразување, правото на политичкиот јазик, правото на говор и така натаму, тоа е нешто кое што се исто така елементи за кои што можел господинот Груевски да во оваа држава бара некаква акција во насока да сето тоа он што го правел е во делот на она што значи водење на државата. Прашањето во делот на она што ќе се случи ако господинот Чавков каже дека сето она што се случувало било по наредба на Никола Груевски, ја не знам која држава ќе прифати дека една таква наредба може да се третира како елемент за давање на политички азил. Не станува тука збор за политика, тука станува збор за она што сите ние го видовме, што се случува во собрание. Па и ако сакате и не само кај нас, и надвор во обкружувањето, тоа беше предмет на можност да се разгледува и тука државата Унгарија, ако е тамо, ќе треба да даде многу добри аргументи зошто смета евентуално дека таквото негово однесување е врзано за потребата да му се даде азил. Па јас како Нешто како да не се... Па не, значи две работи. И однесувањето на судските власти во Грција го покажува тоа што јас го тврдам. Значи ние имаме аргументи, да речеме, дека двете лица што беа амнестирани, таа амнестија не постои. Тие не се амнестирани затоа што одлуките на Иванов се поништени. Екстунг, ретроактивно, тие не постојат. Амнестија нема, односно помилување. Не постои помилување. А одлуките на Врховниот суд на Грција се дека тие се помилувани и не може да биде некој екстрадиран за дело што е помилуван. Значи, повторно имате толкување од замолената држава на тој начин што ни го одбива барањето за екстрадиција. Втора работа, значи, тоа што го кажав, значи, членот 3 од Европската конвенција вели дека нема да има екстрадиција за политички дела на тој начин како што замолената држава ги интерпретира, ги толкува. Значи, замолената држава ќе толкува дали се работи за политички дела или дали се работи за политички прогон. Значи, перцепцијата што ќе ја покаже таа замолена држава е многу битна. Треба да убеди таа замолена држава дека стварно имало дека таа перцепција ама поентата е дека поддржана. тие го цена тоа, а не ние. Ние можеме да имаме одредено толкување, меѓутоа конвенцијата им го дава на нив тоа право да покажа дали има политички прогон или политичко дело или не. Една држава која што е членка на Европска унија, колку год да ги има проблемите за кои што сите ние знаеме дека во Унгарија ги има, сепак дадените аргументи ќе бидат многу релевантни за да се цени незиното однесување. Предмалку И овде во имајќи студиото... само да завршам, имајќи во предвид
тоа што евентуално би го дала како аргумент, ако не е прифатливо за меѓународните стандарди, ако не е прифатливо за Европската Унија како заедница, секако дека Унгарија ќе има своји реперкусии. А што се однесува до Грчка, мене колку што ми е познато, уште не се дадени аргументи од страна на државата, нови аргументи за нивната одлука. На Грција или да, на Македонија? На Грција. Нема, тие го одбија нашето барање за Ама тие го одбија акредитација. заради тоа што ја гледа амнестијата така како што само е формално правно, Блиц, професор Кадиев, може ли Иванов повторно објаснување. да влезе во шемата на така наречено помилување? Па правна можност има. Јас се надевам дека нема да го прави тоа, меѓутоа правна можност има. Законот за помилување е тука, стариот закон, нели, тие новите измени што беа Уставниот суд ги укина, меѓутоа повторно, значи законот за помилување дава можност со барање на осуденото лице, со барање или на негови блиски, преку Министерството за правда, основниот суд, Министерство за правда и председателот Иванов. Меѓутоа сега кога е тој во бегство, мислам дека тоа е веќе отежнителна околност за него. Најверојатно Министерството за правда нема да препорача да биде помилуван, меѓутоа сепак одлуката е на Иванов. Поштовани гледачи, следевте близ дебата за најкрупното прашање на денот, па веројатно и на декадава, кој ќе го спастри и кој ќе го штити Никола Груевски откако екс-лидерот, почесниот председател на ВМРО ДПМН избега од сопствената земја, инаку која, како што вели, е верена каузата на Македонија, без да ја издржи правдата и сите ризици од правосудниот процес против него, а тој е инаку осомничен и за серија на други кривични дела и за прислушувањето и за финансиски малверзации. Останете со нас, следуваат вестите, а веднаш потоа и мал приказ за тоа како би реагирала Унгарија и како Груевски заминал за Будимпешта, како и информациите што е со бегалците, политичките бегалци од овие екс-југословенски простори, особено со Милошевиќ кој се спастри семејството во Унгарија и Кадиевиќ, и Санадер кој беше изречен на хрватските власти од Австрија. Джигоманова, ти си наред. Ти благодарам, Чомовски. Да, во продолжение се вестите во 16 часот. Имаме неколку нови содржини, секако поврзани со темата која што е централна во текот на денешниот ден. Вестите ги почнуваме само за некоја минута.